оddалечува родителите од децата. Комуникацијата е намалена. Воспитувањето се сведува на половина час поминат во денот со децата. Од тие половина час, 15 минути се руча. Останатите 15 минути децата се препуштени на компјутерот. Но пред да ви ги представам гостите кои што со мене ќе разговараат вечерва на оваа тема. Миријана Мирчевска-Јовановиќ денеска прошета низ градскиот парк. Еве што регистрираше нашата камера. Сабота и недела родителите викендот секогаш го резервираат за децата. Во градскиот парк растрчани деца, релаксирани родители. Во парк. Со кого? Со мама и со тата. Претежно ја користиме саботата и недела, преку недела се разбира, со обврски сме и не можеме да ги искористиме да бидеме целосно посветени на нашиве деца. Но не само мајките и татковците слободните викенди го организираат за фудбал со синовите. Порано бил друг животот. Од 7 до 3 веќе такво работно време не постои. Дури во државна администрација претпоставам, така да не може да се спореди времето. По темпераментите на животот, ние не сакаме да бидеме со децата и преку недела, ама се нема време поради работните врски. Солзи за родителите кои работат и за викендите. Психолозите велат дека иако животот е премногу брз и нервозен, треба на детето да му се посветат неколку моменти во денот. Од утре почнува нова работна недела, но родители, не заборавете на вашите деца и преку 5 работни дена и слушајте ги и тие имаат нешто да кажат и да се пожалат. Ја слушнавте сликата од терен како размислуваат родителите, а богаме и најмалите дечињата. На оваа тема вечерва со мене се професорот Ѓорги Тоновски, социолог, Драги Змејанац од првата детска амбасада во светот Мијаши и Маја Лутовска, психолог. Таа е во соседното студио. Маја, се слушаме ли? Се слушаме, да. Добро вечер до двајцата гости и до Маја се разбира. Како што веќе слушнавте во најавата, значи истражувањата спроведени во Британија велат половина час од денот само поминуваме со децата. Прашањето прво е до вас, господине Змејанац. Каква е состојбата во земјава како прва детска амбасада, значи како Мијаши? Со оглед на динамиката на живење не сме далеку од европската статистика. Какви случаи се регистрирани кај вас? Најдобро даде одговор родителот кој беше загрижен и кој каже дека нема веќе работно време од 7 до 15 часот. Како некогаш? Како некогаш и навистина многу родители кои се јават на нашиот SOS телефон потикнати од кампањите кои 3 години ги спроведуваме за одговорно родителство со намера на потсетување дали денес му кажавте на вашето дете колку го сакате, дали го гушнавте, дали денес разговаравте со вашето дете. Единствена намера беше наша да ги потикнеме родителите да навистина од времето кое им е ограничено, кои треба да ги исполнат работните обврски, да посветат барем малку време во тие работни денови со нивните деца да разговарат, да не биде викендот единствена можност и опција кога тие ќе бидат заедно. И родителите се жалат дека не може да одговорат на одговорното родителство, дека навистина се оптоварени со очекувањата кои ги имаат и работодавците и тие како деловни луѓе морат да се втурнат во секојдневните работни обврски со една динамика навистина која се зголемува. Бараат ли совет од вас? Бараат совет не само родителите, туку и децата како да го решат тој проблем. Нашите психолози, педагози, социјални работници едноставно велат дека треба, ако веќе нема доволно време, да посветат барем малку време и тоа да биде квалитетно и да навистина разговараат со нив, едноставно да ги следат потребите на децата за да не бидат затекнати од неочекувани ситуации. И навистина не треба да биде единствена можност саботата, неделата, туку во текот на работното време може да свртат телефон, да прашат како се, што прават, со кого се, каде се. Може да ги користат и современи комуникацијски системи, да четуваат дали на Skype, дали на Messenger или било која форма, за да децата, бидејќи почесто се денеска пред компјутерите и ги користат овие современи технолошки направи, па да се искористат, ако ништо друго, бар да бидат во тек што се случува со нив, евентуално да дадат некој совет, да поразговараат малку и така. Маја, вие како психолог, сте имале ли искуства, предпоставувам сте имале, значи, искуства да разговарате со дечиња или пак и со родителите, какви последици имаат ваквите слаби комуникацијски
ситуација, односно општењето меѓу родителите и децата, намањето време за најмладите? Какви се последиците? Последиците се сериозни по однос на психофизичкиот развој на децата. Да сум имала можност да разговарам и да ги следам. Многу е проблем што знаците кои што се јавуваат кај децата се тешко забележливи. На родителите им е потребно да обрнат внимание за да можат да ги забележат тие знаци. И тука се враќаме во тој магичен круг. Вниманието или недостатокот на внимание кон детето води до одредени симптоматологии, како што е повлекување на детето, проблем во социјални контакти, социјална изолација можеби и така натаму, па и дури до благи депресивни состојби, до самодеструктивно однесување, до намалување на самодоверба на детето и слично. А од друга страна, родителите во трката по пари, по екзистенционални потреби и така натаму не ги забележуваат овие знаци. Тогаш е потребата, значи, потребно е да се вклучи целокупното општество. Покрај тоа да се зголеми свесноста на родителите, да му се посвети време на детето. Многу е битно не само квантитетот на времето, битен е квалитетот на времето кое што е поминато со детето. И тој пола час кој што ќе му го посветиме, било да е во тек на работен ден или во тек на викенд, треба да биде посветен квалитетно. Да обрнеме внимание и да го слушаме нашето дете, затоа што слушајќи го можеме да ги откриеме и да ги детектираме неговите потреби, интереси, желби и така натаму. Може ли да ни откриете некој конкретен случај, чисто да ни опишете како изгледа разговорот со вакво дете? Доаѓаат прво родителите, укажуваат на некакви поинакви однесувања на детето или можеби чисто еден случај да ни опишете за да го доближиме и до родителите и до оние кои има проблем? Секој случај си има своји специфики и тоа е многу индивидуално. Би зборила за еден случај, вообичаено да доаѓаат родителите, укажувајќи на тоа дека нивното дете се изолира, се повлекува, има проблеми во остварување на нормални контакти со своите врсници најчесто, се повлекува во градинка, се жалат наставниците, се жалат воспитувачите и така натаму. Тогаш е многу битен пристапот и тогаш е потребен професионалец. Значи тогаш веќе имам идентификуван проблем кај детето во неговиот развој. Пристапот е значи со правилен начин, адекватен на возраста на детето да му се пристапи, да се разговара, да се укаже на тоа дека самото е вредно на внимание, затоа што вообичаено деца кои што не добиваат доволно внимание од страна на своите родители, тоа се емоционално на некој начин запоставени деца. Сите нивни потреби се задоволени, значи задоволена екзистенционалната, материјалните, образовните потреби и така натаму. Меѓутоа базично не е задоволена најголемата потреба, тоа е потребата за емотивност, за блискост, за сигурност во семејството. Тоа се пристапува, значи постојат посебни третмани, најчесто тоа е преку игра или преку слика, преку цртеж, одно што детето ќе го наслика е одраз на неговото секојдневие. Значи тоа се техники кои што се користат професионални. Професоре Тоновски, како социолог, колку знаеме каква е состојбата моментално, знаеме каква е трката, буквално и газењето за да се постигне кариерата и за да се постигне успехот каков што го сакаме, или како возрастни луѓе, како кариеристи. Но истовремено тоа пак значи една негативна последица во иднина, значи дека практично само полошо може да ни биде. Каде е социјалната средина овде? Децата се практично препуштени на околината, на улицата, да речам, тука се девијантните појави. Гледайте, ова прашање е, мислам, доста суштинско прашање, бидејќи станува збор за социјални релации кои што се воспоставуваат во самите фундаменти на заедницата и нормално е дека го привлекува вниманието и на социолошката мисла. Но не сме без искуство на овој план, бидејќи ваквиот проблем се наметнува уште од раните фази, дури ако сакате и на капитализмот, па натаму, особено после во текот на Првата светска војна, кога жената едноставно излегува од дома, односно влегува во процесот на трудот, па се наваму, значи некаде барем век или век и пол наназад, со тој проблем се соочува светската заедница. И нормално е дека постојано се постава прашањето до каде тоа ќе оди, како оди и како да се разрешува ова прашање. Меѓутоа, времето тече, неумитно тече. Значи, ние сакале или не сакале, мораме да се прилагодуваме кон она што значи еден објективен, нужен социјален тек на станите и на животот кој што го живееме. Она што мене, особено тука, ме тера на размислување, тоа е дека не само што кај родителите веќе нема доволно време да се биде со
децата, значи во овој момент не сакаме ние да им ставиме некаква грижа на совеста на родителите, бидејќи тоа е објективно. Така, не сигурно дека нема да го социализирате добро од детето ако седите дома, гледате телевизија со него, а кога ќе ви побара чоколадо, вие не можете да му купите чоколадо, тоа сепак не е таа форма на социализација која што ја посакуваме. Сакаме сите да имаме и стандард, и добар однос со децата, и добро воспитување нивно и така натаму. Меѓутоа, тоа е еден објективен чин кој што има и една друга страна. Другата страна е тоа што во самото одвивање на тие детски животи се случуваат некои нешта кои што ние треба да ги дешифрираме. Тоа е проблемот на играта. Проблемот на односите, односно на социјалните релации кои што за жал постепено се прекинуваат и внатре помеѓу самите генерации. Значи внатре во генерациите повеќе нема таква комуникација, такви контакти како што ние тоа го посекуваме. Гледате, компјутерот, новите игри и така натаму го индивидуализираат во голема мера младото суштество. Значи децата сега повеќе ја нема таа колективна компонента во својата игра, знаете, во своето дружење. Нивното дружење или колективната компонента повеќе е во допишување едни со други или во заеднички игри кои што ги играат, но сите се осабени, сите од својот компјутер комуницираат со другите на компјутерите. Знаете. И нема очи-во-очи комуникација. Да, лична комуникација значи веќе исчезнува, значи имате паралелно два проблеми кои што треба да ги решавате. Тоа е проблемот на немањето време на родителите, значи зборуваме за нормални семејства кои што мораат да заработат, мораат да донесат дома, како што би рекол народот, и да обезбедат една определено ниво на стандард. И имате на друга страна нешто што се случува надвор од семејството, тоа е проблемот на еден технолошки развој кој што за жал го задирнува, би рекол, емотивното, го игнорира на некој начин она непосредното, она пријателското, она интимна, директна комуникација помеѓу децата. Така што, мислам дека овој проблем треба да се гледа малку пошироко, треба да се постави во еден амбиент на општеството, кој што исто така веќе го познаваме ние и во високо развиените земји, кои што поминуваат низ ваквите процеси. Веројатно дека тука постојат низа причини зошто, меѓутоа постојат веројатно и мислам дека се уште немаме ние јасна представа за тоа какви излезни решенија би биле најповолни во овој момент. Така, кога сме кај решенијата, малку поопширно ни објаснивте, но и ги исцрпивте и моите прашања, предвидовте. Колку центрите за советување фалат во овој случај, колку може да помогнат сега, да не ја претвориме па ситуација во многу алармантна, или да не ги уплашиме родителите дека не знаете да си ги воспитувате децата, туку треба ли да бараат помош во центрите? Прашање до сите тројца гости, има и до вас. Вака јас ќе потврдам Маја дека навистина емоционалната врска е најважна за развојот на детето и да може да се здобие и со знаење, и со вештини, и со искуства, и да може да се справува со предвидливи и непредвидливи ситуации кои го демнеат и на улица, и во училиште, и таму каде што се движи и живее. Таа не може да биде виртуелна, не може значи да се задоволи таа потреба со јавување на телефон или со четување, или едноставно живата комуникација е неопходна и мора едноставно родителот да биде подготвен, да биде информиран точно каде се движат децата, со кого се, што прават, во какво обкружување се. Затоа што многу често говориме за последиците на девијантностите, говориме за најразновидни злоупотреби со кои секојдневно сме би рекол оптоварени, вклучувајќи ги дневно информативните печатени електронски медиуми. И едноставно секој родител е загрижен за тоа што се може да се случи со неговото дете.
И девијатностите едноставно треба да се превенираат, а за да се превенираат треба да си у непосреден контакт со детето, едноставно да му посветиш доволно внимание, да го следиш, да знаеш што се случува, за евентуално да му ја укажеш таа првична информативна помош